Добар ден, 16 часот и 30 минути дневник на О2. Македонско-чешки бизнис форум најава за зајакнување на економската соработка меѓу двете пријателски земји. Пристигна првата група на израелски туристи кои ова лето ќе одмарат на Охридската ривиера. 2015 и 2016 година се доста тешки години за металургијата како сектор. Во Охрид од Меѓународен конгрес на металурзите промовирана монографијата Охридскиот бисер во фамилиите Филеви и Талеви, промоција на едицијата Врвови на светската историја, филозофија и психологија со психоанализа. Вечера започнува Охридскиот филмски фестивал. Окта ја представи програмата Гаранција. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Останете со О2. Првиот дневник започнува со трите настани кои го одбележаа денов. Традиционално добрите пријателски односи помеѓу Македонија и Чешка ќе се зајакнуваат и на економски план. Промовирана монографијата Охридскиот бисер во фамилиите Филеви и Талеви. Барак Обама и официјално ја поддржа Хилари Клинтон. Со цел напредување на економската соработка помеѓу Македонија и Чешка, денеска во Охрид се одржа Македонско-чешки бизнис форум. На форумот своје обраќање имаа претседателите на двете земји кои констатираа дека традиционално добрите пријателски односи меѓу Македонија и Чешка треба да ги следат и бизнис заедниците на двете држави, а исклучително позитивната политичка и културна соработка да биде насока за натамошно интензивирање и унапредување на реализациите и во областа на економијата. Република Македонија и Чешката република имаат традиционално добри пријателски односи, силна историска и културна поврзаност и бизнис заедниците на двете земји се тие кои треба да ги искористат овие поволни односи, рече претседателот Ѓорѓе Иванов на Македонско-чешкиот бизнис форум кој се одржува во Охрид. Според Иванов, во наредниот период фокусот треба да се стави на интензивирање на економската соработка помеѓу двете земји. Од информациите со кои располагам, како особено значајна за двете држави се смета соработката во енергетскиот сектор, а особено обновливите ресурси, развојот на малите хидроцентрали, ветерните електрани, сончевата енергија, геотермалните технологии и рударството. Посебен интерес постои во областа на металната и електроиндустријата, во автомобилската индустрија, за поврзување на македонските производители со чешките компании, хемиската индустрија, животната средина, земјоделството, прехранбената индустрија и да не заборавиме туризмот. Чешкиот претседател Милош Земан констатираше дека нивото на чешки инвестиции во Македонија за жал е многу мало, но изрази убедување дека со неговата посета на Македонија тоа ќе се промени и ќе се пополнат тие празнини во односите помеѓу двете земји. Веќе започнавме со хидроцентралите и да ја споменам фирмата Хидропол, што изгради, мислам, 7 хидроцентрали. Да, 7 хидроцентрали во Македонија, тоа е добар почеток. А зошто да не продолжиме? Па посакувам сите страни, сите учесници на овој бизнис форум, им посакувам успех и искрено се надевам дека ќе склучат договори. Градоначалникот Никола Бакрачевски пред присутните бизнисмени изјави дека Охрид покрај туризмот ги развива и другите индустрии. Тоа, како што каже Бакрачевски, најдобро може да го потврди компанијата ИЦС системи со која локалната има одлична соработка. Градот Охрид прави значаен напор во подобрување на бизнис климата. Инвестирањето во подобрувањето на патната инфраструктура, како и финансирањето на обуки за кадарот кој се бара во моментот на пазарот на трудот, се само дел од она што ние го нудиме како град и држава. Инвестирањето во технолошко-индустријски рајонни зони нуди низа поволности и олеснувања. Како град имаме изработено и онлайн платформа, WebGIS платформата, од која може да се добијат информации за поволностите и капацитетите во кои може да се инвестира во Охрид. Поволностите што Македонија и Охрид ги нудат за потенцијалните инвеститори пред учесниците на бизнис форумот ги представија заменик министерот за економија Христијан Делев и градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски.
Пристигна првата група на израелски туристи кои ова лето ќе одмараат на Охридската ривиера. Почнувајќи од 9 јуни, Аркија ќе лета 3 пати неделно на релација Тел Авив Охрид и назад се до 23 октомври. Се очекува да долетаат 50 чартер летови кои во градов треба да донесат 5500 израелски туристи. Со воден мост како поздрав за воздухопловот, како и традиционалната македонска закуска за добре дојде, ТАФ Македонија на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле ја пречека првата група од 110 израелски туристи кои ова лето ќе одмараат на Охридското крајбрежје. Ова е прв пат да сум во Охрид, очекувам добра храна, добри луѓе и да ги посетам сите убави места. Ке го посетиме Националниот парк Галичица и црквата Света Софија Струга. Yes, this is the first time. Ова е прв пат да сум во Охрид. Очекуваме да видиме добри места, да имаме добра забава, да уживаме во нашиот престој овде и ви благодариме за топлото добре дојде. Топло добре дојде и пријатен престој во Охрид им посака градоначалникот Никола Бакрачевски, кој истакна дека воведувањето на новите линии значен нов импулс за охридскиот туризам. Со воспоставување новие чартер летови 3 пати неделно, за кои што претпоставувам ќе говори менаџментот на ТАФ Македонија, ќе имаме можност да нашите пријатели, нашите другари од оваа пријателска држава ги гледаме на Охридското крајбрежје оваа година. Со тоа уште еднаш само се потврди определбата на локалната самоуправа од Охрид, на владата на Република Македонија и секако на менаџментот на ТАФ Македонија за воспоставување на нови летови кон Охридскиот аеродром кои што ќе дадат нов импулс во развојот на туризмот. Од ТАФ Македонија вела дека се задоволни што овие чартер летови кои беа најавени лани почнуваат да се реализираат, а се резултат на активностите на ТАФ холдингот од Истанбул за привлекување на нови авиокомпании и туроператори на Охридскиот аеродром. Ова е добра прилика секако да се запознаат и со другите убавини на Република Македонија, да се запознаат и со храната, да ги пробаат нашите вина, но и да почувствуваат гостопримливоста и љубезноста на нашите домаќини. Летово на аеродромот Свети Апостол Павле се очекува да долетаат 50 чартер летови од Тел Авив со авиокомпанијата Аркија, кои во периодот јуни-октомври во градов треба да донесат 5500 израелски туристи. Како втор најголем авиопревозник и еден од главните туроператори во земјата, Аркија секогаш бара нови дестинации за израелскиот пазар и ние наистина веруваме дека Македонија со сето богатство во природа, историја, гастрономија и преку сето тоа со прекрасните луѓе ќе биде многу наскоро една од преферираните туристички дестинации за израелците. Со чартер летовите од Тел Авив, со редовните летни чартер летови од Амстердам и трите редовни линии кон Лондон, Базел и Цирих, како и со новите авиолинии Белград Охрид и Брисел Охрид, се очекува значително зголемување на туристичкиот промет во Охрид. 2015 и 2016 година се доста тешки години за металургијата како сектор. Овој сектор се соочува со бројни проблеми не само во Македонија, туку и на глобално ниво. Во насока на подобрување на моменталната состојба, во Охрид се одржува меѓународен конгрес на кој преку размена на искуства, но и регионална соработка ќе се работи во насока на прераснување на овој сектор во движечка сила во економијата. Најновите достигнувања во металуршкиот сектор, но и тркалезна маса на која ќе бидат опфатени сите проблеми со кои се соочува овој сектор, како во Македонија, така и во земјите од регионот, ќе бидат опфатени во склоп на 7-миот меѓународен металуршки конгрес под името Металургија, материјали и животна средина. Според претседателот на Сдруженијето на металурзи на Македонија, професор доктор Свето Цветковски, 2015 и 2016 година се доста тешки години за овој сектор, но според некои предвидувања почетокот на 2017 година ќе значи опоравување на овој сектор и тргнување кон подобри резултати. Ситуацијата со металургијата на глобално ниво е во прилично лоша ситуација. Јас ги следам тие трендови. Значи, кога зборуваме за металургија, не мислиме само за производството на челик. Мислиме на производство на обоени метали и легури, феролегури и така натака. Значи, сите тие
проблеми, имаат некои генерални заеднички импликации, меѓутоа секој тип на металуршката индустрија од друга страна има своји проблеми. Меѓутоа во многу земји, да речеме, во најголемите светски производители на челик има и сапорт, има поддршка од државата преку кредити и на други начини. Факт е дека, да речеме, во Македонија металургијата е една од најважните стопански гранки, која носи девиза во земјата, која вработува многу индустријски работници, а од друга страна има и многу, други дејности кои, да речем така, живеат од металургијата. Председателот на Сдруженијето на металургија при Стопанската комора на Македонија, доктор Митко Кочовски, истакна дека потребно е креирање на една проактивна индустријска политика, заедно со владата за надминување на проблемите кои ги имаат, по примерот на земјите од Европа кои се обидуваат на ова индустријска гранка да ја помогнат. Тоа се проблеми кои што први на глобален план креираат еден тежок стопански амбиент за да ова индустрија опстои. Во овој момент и вие, како што можете да забележите, голем број индустријски капацитети во поблисково и во пошироково окружување престанаа со работа. Не можат да се носат со падот на цените на светскиот пазар, намалената побарувачка и со редица други трошковни проблеми кои што се карактеристични за нивното работа. Ние исто така во државава покрај сите овие проблеми, тука на тие проблеми на глобален план се надоврзуваат, вие знаете, запирањето на инвестиционата активност на банките, проблемите со јавните финанси во редица земји, поготово овдека во медитеранскиот дел. На глобален план тоа се најголем проблем настана забавувањето на економската активност на Кина, која што ќе дава печат на времето кое што ќе ни престои во некој догледен период, и тоа е еден вакав многу сериозен проблем кој што со големо внимание го изучуваме. Кочовски додаде дека како здружение во склоп на комората прават уште едно големо истражување, со цел да се увидат перспективите на оваа индустрија и кои повисоки фази на финализација покрај лимот кој де факто не е финален производ, може да ги направат за да се излезе со производи со повисока додадена вредност. По едночасовен распит во кривичниот суд во кој беше повикан председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, тој изјави дека специјалното јавно обвинителство прави чекори кои што се нарачани и дека тоа веројатно го посакува нивниот нарачател, кој што во неколку наврати изјави дека не ги признава македонските судови. Според Груевски, на изборите се ќе стане јасно и се ќе биде расчистено. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски по едночасовен распит во кривичниот суд како осомничен во случајот ТНТ на специјалното јавно обвинителство. Изјави дека денеска бил повикан во судот затоа што Катица Јанева изразила некаков сомнеж дека ќе напушти земјата и дека нема да се појави. Не знам дали некој во државата верува во такво нешто дека ќе напуштам земјата и нема да се појавам, но како и да е се гледа дека специјалното јавно обвинителство прави чекори кои што се нарачани и дека тоа веројатно го посакува да се случи нивниот нарачател, кој што во неколку наврати изјави дека не ги признава македонските судови, додаде Груевски. Веројатно тоа е негова желба да заминам во земјата и да не се појавувам, но тоа ниту ќе го сторам, ниту е вистина, ниту пак ќе му исполнам таа желба. Знаете, живееме во еден период во кој што човекот кој што изјави дека не ги почитува судовите, односно дека не ги признава судовите во Македонија, свесен е за својот политички рейтинг, свесен е за големата неподршка што има од страна на граѓаните, свесен е дека изборите наближуваат и дека нема да може уште долго да ги одоговлекува, и преку контролата која што има врз луѓето во СЈО се обидува да ги изрелативизира работите и да се обиде преку вакви апсурдни покани во судот да и мене и моите соработници не прикаже исти или слични како него. Тоа се обиде и во текот на минатата година преку неговите пресконференции на кои што се објавуваа фабрикуваните материјали и не успеа. Груевски додаде дека може да се очекува во следниот период за разни апсурдни причини него и неговите соработници да ги повикаат во судот. Според него на избори се ќе стане јасно и се ќе биде расчистено. Изборите кои што ќе се одржат, кога и да се одржат, ќе бидат најјасниот одговор за ова политичко раководство на Социјалдемократскиот сојуз. Она што го прави СЈО практично е нешто од кој што ќе се срамат во иднина.
Тоа е времето во кое што живееме. Живееме во време во кое што има политички опонент, кој што има сериозно ниска подршка од граѓаните и кое што се темели меѓу другото и на неговата криминогеност и се обидува на ваков начин преку абсурдни барања од типот дека ќе сум ја напуштил земјата и слично, нема да се појавувам, се обидува да ги релативизира неговите со право повикувања на суд и да прикаже слика во јавноста дека сме слични или исти. Кривичниот суд претходно соопшти дека специјалното јавно обвинителство вчера доставило 5 предлози за определување мерки за обезбедување присуство. Промовирана монографијата Охридскиот бисер во фамилиите Филеви и Талеви. Автори на монографијата се Оливера Мишева и Никола Митровиќ Бабе, а истата е во издание на Националната установа за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид. Книгата содржи податоци и факти за историјатот на Охридскиот бисер, неговата изработка и историјат за фамилиите Талеви и Филеви, кои се единствените изработувачи на оригиналниот Охридски бисер. Преданија за Охридскиот бисер, тајната на неговата изработка, како и информации за двете семејства, Филеви и Талеви, се опфатени во монографијата Охридскиот бисер во фамилиите Филеви и Талеви, која беше промовирана пред охриѓани. Авторите на книгата, етнологот и кустос во Националната установа Завод и музеј Охрид, Оливера Мишева и докторот по историски науки Никола Митровиќ Бабе, истакнаа дека во книгата се објавени голем број податоци и факти поврзани токму со изработката и значењето на Охридскиот бисер, кој е афирмиран како бренд на градот Охрид. Навлеговме малку во начинот на изработката на Охридскиот бисер, онолку колку што ни беа можностите, бидејќи сепак се работи за една семејна тајна која се пренесува единствено по усмен пат од генерација на генерација. Се работи за 3 работилници кои во основа ја практикуваат се уште старата формула за подготвувањето на емулзијата од рибиното сребро од плачицата за изработката на Охридскиот бисер за премачкувањето на бисерното зрно. Токму денеска ова историски чин, бидејќи за прв пат после 90 некаде години, ево да не речам не цел век, се појавува една монографија која можеби е мала по големина, меѓутоа доста голема по капитално значење, која ќе представува темел и основа за уште понатамошна обработка. Веќе 90 години оваа традиција се негува во охридските семејства Филеви и Талеви. Пред многу години овие две семејства од еден руски емигрант ја учат тајната на изработката на Охридскиот бисер и таа тајна усно се пренесува долги години од генерација на генерација. Кон присутните има обраќање и членовите од двете фамилии, кои се единствени изработувачи и кои оваа традиција на производство на Охридски бисер ја пренесуваат веќе на 4-та генерација своји наследници. Ова мала брошурка која е застапена за фамилијата Филеви и Талеви, за нас представуваат едно епохално дело. За нас представуваат круна на 90 годишна ова работа. Ги осеќаме и нашите предци, ги осеќаме и нашите идни генерации кои ќе доаѓаат, така да ќе биде еден темел, еден понатамошен мотив да биде инспирација да се зачува оваа традиција, да се продолжи негува, нормално со инвентивности, да се збогати распоредот на се што го соочува, знаме, например, филигранот тука споен, така да секогаш ќе твориме и ќе правиме монументални дела по кои ќе не препознаваат. Охридскиот бисер е препознат лив символ на градот Охрид и истиот е заштитен и на меѓународно ниво со Лисабонската декларација. Монографијата е во издание на Националната установа за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид. Во приличевата одаја при Националната установа библиотека Григор Прличев беа промовирани изданија од едицијата Врвови на светската историја, филозофија и психологија со психоанализа. Промотор на едицијата беше професор доктор Виолета Ачковска, која пред присутните зборуваше за историјата во сегашниот актуелен момент и во последните неколку децении.
Промовирани изданија од едицијата Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа. Оваа промоција представува еден од капиталните проекти на владата на Република Македонија, кој се состои од 366 книги од врвни автори од 3 научни области, и тоа историја, филозофија и психологија со психоанализа. Промотор на едицијата беше професор доктор Виолета Ачковска, која пред присутните зборуваше за историјата во сегашниот актуелен момент и во последните неколку децении што се случува на планот на историјата. Во светски рамки, ако се земи, целокупната светска клима не беше многу благопријатна во однос на историчарите, на историјата и историската наука. Односно се јави една силна група интелектуалци, така наречени постмодернисти, кои сметаат дека историската наука нема научна подлога и дека нема потреба од историјата. Дури во таа група имаме една група футуристи кои сметаат дека е важно она што сега во моментот нам ни се случува, а не она што навистина било како минато, како подлога, како траење на човекот, како негова колективна меморија. Со оваа промоција библиотеката започнува да го реализира проектот за промоција на изданија кои со одлука на владата на Република Македонија и се доделени на библиотеката и се наменети за продажба. Токму со денешниот настан го започнуваме проектот за промоција на дела од капиталните едиции кои библиотеката ги продава. Проект поддржан од Министерство за култура на Република Македонија. Овие изданија ги сублимираат најзначајните сознанија на општествената и хуманистичката мисла од антиката до денес. Во иднина ќе бидат промовирани и дела од капиталните едиции Звезди на светската книжевност, дел од едицијата Македонски искушенија, како изданија од едициите 130 тома македонска книжевност и 130 тома македонска книжевност на англиски јазик. Денес во 20 часот во Центарот за култура Григор Приличев ќе започне првото издание на Охридскиот филмски фестивал. Љубителите на филмот на отворањето на фестивалот ќе имаат можност да уживаат во проекцијата на филмот од другата страна на српскиот актер и копродуцент во филмот Лазар Ристовски. Охрид Филм Фест има интенција да создаде своевидна платформа која ќе донесе и понуди новитети не само во поглед на едукација на младите, туку и во развој на филмската култура воопшто. Стартува првото издание на интернационалниот фестивал на ангажиран филм Охрид Филм Фест, кој ќе се одржи од 10 до 15 јуни. Охридскиот филмски фестивал е замислен како прв македонски интерактивен фестивал на кој главен таргет ќе бидат студентите од македонските филмски школи, но и од регионот. Целта на фестивалот е движење и промена, размена и можност да се разговара директно со филмските автори за нивните дела и со еминентни имиња од светот на филмот кои ќе го споделат своето искуство. Станува збор за фестивал кој се фокусира на ангажираните филмови и на филмовите на студентите. Тоа ни е особено важно затоа што сакаме да понудиме нешто поинакво, да направиме една поинаква платформа која ќе понуди една своевидна и едукација, која ќе понуди понатаму да се развиваат овде филмски проект. Охридскиот филмски фестивал ќе ја врати филмската критика, која речиси веќе и не постои во Македонија, користејќи го токму ангажираниот филм кој често значи бунт, коментар, соочување, дебатирање, поставување прашања и барање одговори. Сакаме да направиме да организираме фестивал кој ќе побуди, пред се моја интенција е да ги разбуди младите талентирани автори кои треба да видат што се прави во светот и да научат многу од своите врсници. Овој фестивал ќе значи избогатување на културната понуда на Охрид, а дава можности и за атрактивни проекции на отворено, како и на исклучителни археолошки локалитети. Организаторите во иднина планираат да воведат и програма за млади, со што ќе се овозможи едукација и развој на филмската култура од најрана возраст. Постојан квалитет и точна количина на горивата што се продаваат на бензинските станици со брендот Окта е резултатот од 6-месечните проверки кои се спроведуваат со програмата Гаранција. Денес програмата беше официјално презентирана и пред охридската јавност.
Програмата Гаранција на ОКТА презентирана во Охрид. Присутните на настанот има можност да се запознаат со целиот процес на контроли и анализи што се изведуваат во рамки на програмата, а со тоа се гарантира квалитетот и количината на ОКТА горивата. Како што кажа главниот извршен директор на компанијата Јанис Геруланос, тие посветуваат особено внимание во развојот на систем кој ќе им овозможи континуирано следење и контрола на квалитетот и количината на нивните горива во текот на сите фази во синџирот на набавка и испорака. Како нова и последна фаза во овој строг систем на обезбедување квалитет и точна количина за нашите потрошувачи, ја воведовме токму програмата Гаранција, со која правиме редовни и ненајавени контроли на самите бензински станици, односно на самите автомати за полнење гориво. Програмата е создадена да комуницира директно со потрошувачите и да ги увери дека на бензинските станици со бренд ОКТА покрај врвната услуга секогаш добиваат максимална вредност за своите пари, како и неспорен квалитет. Сега тие знаат дека секаде каде што ќе го видат знакот проверено, контролата е направена до последната капка. Програмата Гаранција се одвива веќе известно време, а за досегашните искуства и за тоа каков ефект има програмата кај потрошувачите, говореше Љупчо Којчиновски, раководител на Моби Петрол, бензинската станица на која беше презентирана програмата. Токму затоа иницииравме оваа презентација за контрола на квалитетот и квантитетот на начинот на точење гориво директно на автоматите за полнење гориво, за да постигнеме уште еднаш дека нашата грижа за вас е постојана, додека квалитетот е вредност на која секогаш ставаме посебен акцент. По завршувањето на демонстрацијата на Којчиновски му беше доделен сертификат со кој се потврдува дека бензинската станица ги задоволува пропишаните стандарди. Програмата продолжува да се имплементира и во наредниот период. Мобилната лабораторија заедно со тимот на независни контролори континуирано и ненајавено ќе спроведува проверки низ целокупната малопродажна мрежа со брендот ОКТА. Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Охрид го издава следното соопштение. Се известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на општина Охрид дека во деновите 11.6.2016 година сабота и 12.6.2016 година недела и 13.6.2016 година понеделник екипите на Центар за јавно здравје Охрид ќе спроведат теристичка од земја дезинсекција против комарци. Запрашувањето ќе се врши во период од 21 до 6 часот со апарат за ултраланно запрашување. Со дезинсекцијата ќе биде опфатено Охридското крајбрежје во потек од селото Подмолје до комплексот Свети Наум, територијата на град Охрид, потек на река Грашница, Коселска река. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски услови, ветар, дожд, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден, велат од Центарот за јавно здравје. Во Македонија денеска сончево и топло време. Во сабота се очекува преонна стабилизација на времето и ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.